je to svetlina ta zlatevnina sveti i sveto stala preko nego, no sveto neko poznano sveto neko pozna kojke to povika ime to Isusovo nema da vidiš do veka. Ima interesan moment. Jedan naš sotrudnik mi veli pravedni sme, grešni sme. I nekoj postojano povtorува grešen sum, grešen sum, grešen sum. Знаете, и не се придвижува. Не се придвижува понатаму. И ми пушта еден протестантски проповедник. Му се јавил, му рекол, брате, грешен сум, тешко ми е, брате, вака и така, грешен сум. И тој му рекол, не си грешен, праведен си. И ти мисля дека еднаш праведен, за секогаш праведен. Дека се праведни во Исуса Христа. Не си, вика, грешен, праведен си, праведник си, по Исус си спасен. Значи имаме, тој не оправдува, да, ни дава сила. Му вика, праведник си кој греши. О, Исусе на помош. И за да ја брани доктрината. Тоа е интересна работа. Кога постојано повторуваш едно исто, тоа се случува. Бидејќи Словото е од Бог. И Бог е Словото. И кога тоа ти го живееш, го озвучуваш, го повторуваш, го прифаќаш. Затоа е добро да земеш еден стих од Библијата и да повторуваш и да прифаќаш. Например, кој верува во мене и да умре, ќе живее. Исусе, ти си мојот доктор и спасител, те сакам, Исусе. Татко наш, кој си на небесата, и денеска предавам се во Твоите раце, мојата собственост, мојот живот, Твојот живот, зашто ти си ми го дал животот. Обликувај ме по Твојот образ. Усовршувај ме во љубовта, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и живеј внатре, во мене. Ти зборувај низ мене, нека секој збор и секое слово ги допрат сите оние кои имаат потреба, кои ги отвораат срцата. Знаете, имаме луѓе, дошле некаде до Исус и не ќе да се промени. Не сака да исчекори, си го сака своето. Знаете, тој е онај стих, сите го сакаат своето, а не она на Исуса Христа. Треба да оставиш се, да му се предадеш. И затоа е таа свадба. Невестата. Исус е младоженецот, ние сме невестата. Дали имаме свадбена облека? Дали сме достојни за свадбата? Зборува за соединување во едно тело. Значи, нашите тела да се живи камења во неговата црква. Не зборува за градба. Ќе видите сега, еве, значи свадбата во Хана Галилејска, тие прават свадба и немаат вино. И Исус им дава вино. Убаво вино, крвта негова, која ја пролеа за секого од нас. Бидејќи каде што е грев треба да се пушти крв. Око за око, зап за зап. Тие претходно колеа животни и грлици еднаш годишно. Израелците, кои 3 пати по 14 генерации, 42 генерации. Па размислете колку се тоа 3000-4000 години. Ги чекал семокниот Бог да се покајат и на крај го распна. Значи, ти имаат завет со Бог и тој зборува за соединување во едно тело, за свадба. Значи, девиците носат масло, имаат масло кога ќе дојде младоженецот, кога ќе дојде господарот на свадбата. И ние зборуваме за господар. И сега видите, вино и вода на Исус му даваат оцет да пие. Тие кои имаат завет. Тоа е скиснато вино. Тоа е вино кое е расипано. Тоа е како ти да ја додржиш љубовта Исусова во твоето срце. Така и вие, жените, 1 Петрово 3. Бидете им покорни на мажите своји. Зборува за маж-жена. Тој однос ние го разбираме, ќе го остави мажот таткото и мајката своји и ќе се прилепи до жената своја. И обата ќе бидат едно тело. Е така треба ние да бидеме. Исус е младоженецот, ние сме невестата, црквата. Значи, жените бидете им покорни на мажите своји. Зборува и за црквата. Зборува на телесно ниво за маж-жена, но зборува и за црквата, и за духовно. Значи, Светото Писмо е пишувано како приказна која читаме.
ќе се поделиме во деноминации, бидејќи тебе лично ќе ти се допадне некој слог, например да рипаш во водата, да се крштеваш и дека толку е. Ние ќе видиме после, имаме еден стих, 21 стих, ќе дојдеме до него. Крштевањето не е отстранување на телесните греови, него метафора, парабола, показ како треба да го оставиш стариот човек. Ти треба да се откажеш од себе си. Значи, знае дека греши во Исусе и не признава, тера по своето. Праведник кој греши. Не си грешник, праведник кој греши. Знаете, тој е добар проповедник. Но вметнат му е сатаната во доктрината. Еднаш праведен за секогаш праведен. Еднаш спасен за секогаш спасен. По предодреденост едни се лоши, други се зли. По благодат сме спасени. Да, но благодатот ќе остане празна. Ако ти не се оставиш себе си, и ако 3 пати се откажеш од Исус како Петар. И потоа го видоа и тогаш поверуваа. Воскресната. Значи, жените бидете им покорни на своите мажи, таа ако некој од нив не му се покоруваат на Словото. Зборува и за водачи на црквите. Преку поведението на своите жени да се придобијат без услови. На Мојсеевиот стол седат фарисеи и садукеи. Тоа се тие кои го знаат Словото и го распнуваат Исус. Го знаат телесно. Како што ја знаат таблицата на множење и делење. Ниф им се важни нивните позиции и пари. Кога ќе го видат вашиот чист и богобојазлив живот. Чист. Чист како? Па како Исус. Друг пат нема. Јас сум патот. Аристотел велеше избери патека. Исус ви вели јас сум. Ти покажува. Вашата убавина да биде ненадворешна. Зборува и за црква и за жена. Односно во плетење на косите, китење со злато или облекување на облеки. Значи огромни зданија на цркви не те прават христијани. Туку внатрешна убавина. Внатре во срцето. И ке претходно вели, кај беше тој стих, почитувајте го секого, значи почитувајте го Бог Господ во срцата ваши. Значи, внатрешна во срцето на сокриениот човек. И сокриен човек. Кој е тој сокриен? Внатрешен човек, заборавен човек. Кој е тој човек? Син човечки или син Божји? Во постојаност и тих дух. Што е драгоцено пред Бога? Постојаност. Значи, постојано постојуваш во Исус. Што и да се случува. Не се вознемируваш, си му е дал вербата, до вербата. Оти така некогаш се украсуваа и светите жени кои се надеваа на Бога и им се покоруваа на мажите своји. Зборува за заедница за црква и водач на црква. Но зборува за Исус и за црквата. Како што Сара го слушаше Аврама. Аврам, наречувајќи го Господар. Така и вие треба Господар да го нарекувате. Собственоста ваша. Собственоста е во Исус. Да му ја дадеш собственоста. Не си ти сам собственик, автокефален. Црква. Христо кефален си. Он е главата. Значи, стај му бедра на умот твој, на колковите на умот. Да не трчаат лево десно, да се надеваат на Исус. Зашто човекот ќе си замислува фантастични работи. Вие сте нејзини чеда. Ако правите добро, не плашете се од ништо. Чии сте чеда? На Исусовата црква. На татковата црква. Некој држи таткова жена. Имаме тој стих и они мислат за жена зборува. Тој зборува за црквата. Ако правите добро, не плашете се од ништо. Добро правам ако правам како што правеше Исус. Така и вие, мажите, живеете со своите жени разумно, зборува за водачи на црква и за Исус. Почитувајте ги како пославо суштество, како што Исус нас не почитува. Како сонаследници на благодатниот живот, по благодат сме спасени. Да, спасен, но што значи да си спасен? Секој што ќе го види Синот, што ќе го види. Пази, категорија да го видиш, а го видов таму и го заборав. И поверува во Него.
И што значи да поверуваш е битен момент. Тоа значи да не се грижиш за ништо, да предадеш се во негови раце и ништо да нема меѓу тебе и Исус. И да не му се поклонуваш на ликот на зверот. Како со наследници на благодатниот живот, за да не се појави препрека во молитвите ваши. Ако не ги почитуваш мажот и жената, водачот на црквата, членовите на заедницата, тогаш има препрека во молитвите ваши. Затоа вели тој да се покориме еден на друг, да си простиме. Најпосле бидете сите, ова го кажував минатиот пат, еднодушни во една душа, жалостиви, братолюбиви, милосрдни. Ако некој плаче, плачете со него, ако некој се радува, радувајте се. Понизни, понизен, не горди дека го знаете словото. Не враќајте зло за зло или хула за хула. Туку напротив, благословувајте, знаејќи дека за тоа сте повикани за да наследите благословение. Да благословуваш сите, да ги благословуваш оние што те гонат, оние што те колнат, оние што те мразат. Дали го правиш тоа? Кој го сака животот и сака да види добри денови, нека го пази јазикот свој. Затоа вели татко мој, во името на Исус стави ми стражар на устната. Затоа не треба да зборуваш од себе, затоа треба да ги врзеш бедрата на умот твој. Не ти што сакаш, а тие упорно христијани. Јас мислам вака. Знаете, што сакаш мисли? Јас не мислам ништо. Исусе, ти зборувај низ мене. Исусе, ти мисли низ мене. Исусе, ти љуби низ мене. Оти јас самиот не можам, не знам, не умеам, бидејќи јас сум дел од еден паднат свет заедно со сатаната. Јас сум дел од Каин кој го уби Авела без Исуса, од Адам кој јаде од дрвото и станува смртен, од вавилонците кои градат кула, од овој нељубов сатански спротиставен свет. Нека се клони од зло, нека прави добро како Исус, нека бара мир, мирот свој ви го давам, нека се стреми кон него, бидејќи очите на Небесниот Отец се обрнати кон праведните. Во Исус си праведен. Ако си во Исус, ако Исус е во тебе, ако Исус живее во тебе, затоа не си праведен, не си праведник кој греши. Праведен си во Исус. Ако го правиш тоа што го правеше Исус, ако му ја предадеш власта на Исус, ако се откажеш од себе си, тргнуваш кон Божјата правда, не кон себе праведност, не кон возгордеаност, не кон поделени заедници, не кон протестантизам кој заборавиле зашто протестирале, не кон Мартин Лутеров, Кинг. Знаете што? Знаете што? Исус треба да живее во твоето срце. И тогаш ќе знаеш дали има вечен пекол, вечно проклество или нема. А што е тоа важно за тебе? Штом ти се двоумиш, ти размислуваш со твојот ум, зошто не му препуштиш на Исус? На Исус, тој знае. Тој знае. Видете, овде после ќе отвориме. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, очите на Господа се обрнати кон оние се кои се во Исус, кон праведните, и ушите негови кон нивните молитви. Лицето Господово е против оние кои прават зло. Што значи да правиш зло? Па да си го правиш тоа што ти сакаш. Тоа што ти сакаш. Си живееш во својата природа, по телесната. Тоа што ти сакаш. Тоа што ти мислиш. Бедрата на умот. Те сакам, Господи Исусе Христе. Против оние кои прават зло, за да ги истреби од земјата. Па потоа земјата оди комплетно. И ново небо, нова земја, поранешното помина. Кој може да ви направи зло? Ако правите добро. Ако правите добро, вие сте во Исус. И Исус е во вас и вие сте едно со Него. Значи еднодушни, во една душа сте. Но ако страдате за правда, не за вашата правда, за Божјата, блажени сте. А од страв пред нив не плашете се, ниту пак да се боите. Туку Господа Бога почитувајте го во срцата своји.
Господа Бога, почитувајте го во срцата, не на лице, на срце. Дали си му го предал срцето? Дали во твоето срце живее Отецот Небесен во Дух и Исус? Значи, во Откровение се вели нов Ерусалим, ново небо и нова земја, нов Ерусалим, каде престол нема престол, престол се Отецот и јагнето. Ти престојуваш во дух, во нивната преградка. Оган, мојот Бог е оган што не согорува. Значи, не согорува тој оган. Не согорува, тој е пламен на љубовта. Тој е расплантен дух. Ако си ти телесен и во материја согоруваш и одиш во нов циклус, значи телото оди во земја, душата оди на суд да чека суд. За духот негов. Духот е негов. Внатре во тебе е делот Отецот Небесен. Но тој е мало пламенче кој треба да се распламти. Тој не може самиот себе да се утепа. Зашто Бог е живот и љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Бидете секогаш подготвени со кроткост и страв. Зошто страв? Па знаеш, еден ден ќе застанеш пред Семокниот Создател, пред Исус. За одговор на секого. Кој од вас побара сметка за вашата надеж? На што се надеваш ти? Па на Исуса Христа. Тој е мојот доктор. И јас не одам на лекар, одам: Исусе, еве сум пред тебе, покажи ми што да покајам, да ми помине коленото. Те молам да ми дадеш чисто срце. Имајте добра совест, да со тоа што ве напаѓаат како злочинци, да се посрамат тие што ве кудат поради добриот ви живот во Христа. Живот во Христа. Живот во Христа, не во вас, во Христа животот е. Надвор од Христа нема живот, ти си во смрт. Оти ако и е угодно на Божјата волја, Божја волја, не твојата, не ти што мислиш, не ти што сакаш, Божја волја, подобро е да страдате. Ако и е угодно на Божјата волја, подобро е да страдате кога вршите добро, отколку кога вршите лошо, значи кога во Исус действуваш, кога бараш помото од Исус. Луѓето сакаат сами не можат. Тоа е твојата природа, тоа е автокефалност, тоа е ти што сакаш. Бидејќи и Христос за да не приведе, да не врати кон Бога еднаш пострада за гревовите наши, во Христос живееше Семокниот Отец во дух. Праведник, тој е праведник за неправедните. Ние сме неправедни. Кога ќе се вратиме во Божјото царство, ќе бидеме праведни. Не себе праведни, не деноминацијски праведни, не протестантски праведни, не грешни за секогаш, грешни, па залепи го тоа како камен на вратот и рипни во реката по крстот. Те сакам, Господи Исусе Христе. Туку човек, син човечки, кој застанува пред крстот на Исус, му ја предава власта и припадноста. И Исус те води, не ти што сакаш. Ако е угодно на Божјата волја, подобро е да страдате кога вршите добро, отколку кога вршите лошо, бидејќи и Христос за да не приведе кон Бога еднаш пострада за гревовите наши, праведник за неправедните, вистина мртов по тело, но оживе духом. Осмата по Аристотел заменка на зборот е дај дух. Дај дух. На современ македонски јазик одлично се разбира. На современиот грчки тоа се вика пневмонија. Те сакам, Исусе. Дух, дај дух. До дух, дај дух. Дух. Те сакам, Исусе. Мртов по тело. Треба и ти да станеш така. Да оживееш духом. Со когот како слезе, Исус слезе каде им проповеда на духовите кои беа во темнина. Се ме прашува дали има вечен пекол, насликани како горат. Оган што не согорува, да. Има состојба. Значи, им проповеда на духовите кои беа во темнина. Значи, ти си во темнина. Ако светлината што е во тебе е темнина, тогаш каква ли ке е темнината?
кои некогаш не се покорија. Непокорност кон Бог е темнина. Кога Божјата долготрпеливост 3 по 14 генерации ги чека, ги очекуваше во деновите на Ноја, при правењето на ковчегот пред потопот, во кој малкумина, односно 8 души се избавија од водата. Значи, тој слегува Христос, пострада, мртов по тело, оживе духом и слезе Христос. Пазете сега, кога е Ное, кога е Христос. Имаме 42 генерации завет на израелците со Бог. Видите, Ное, значи двата син Хам, син и Јефет, трите сина, хананејците се македонците од него. Те ние сме од еден народ сите. И сега ние се фаќаме за некоја земна припадност, а имаме небесна подобра татковина. Пазете, им проповеда, слезе им проповеда на духовите. Каде слезе Исус? На земјата? Исус тогаш не беше слезен, значи во темнина слезе. Духови кои се во темнина. Духови кои се во темнина. Ако се тие во темнина, како може да горат во оган? Во пекол. Видите, тие зборувате за дух, мојот татко е оган што согорува. Што никогаш не согорува, што согорува. Што согорува? Нељубовта е согорува. Ти согоруваш во неговата љубов, далеку од очите твои, во вечно проклество, во вечен оган, кој не согорува. Значи, пази што вели тој. Значи, 8 души се избавува, им го проповеда Словото. Исус е ист вчера, денес и довека. Он е пред создавањето на светот. Он знае се. Значи, тоа е темнина за една. За друго е вечен оган и пекол. Значи, ќе поминеш низ оган, првата смрт во телото, втората смрт низ оган поминуваш. Умира нељубовта. Се преобразува. Ново небо и нова земја. И таму почнуваш. Значи, дух оттргнат, кој нема сила. Затворен во тело. Душа во која е вдахнат дух. И немаш доволно сила да се спротиставиш на сатаната. Образот на таа вода, паметете го ова, крштевањето. Јован ги тера да се покај на крштевање. Влегува сув грешник, излегува воден грешник. Значи, крштевањето на таа вода, 21 стих, не е отстранување на телесната нечистотија. Туку таа се отстранува преку ветување, преку благодат на Бог, преку добра совест, да преминеш од тихо во Исус, во припадност. И не спасува сега и нас преку воскресението на Исуса. Но ако си во Исуса, што значи да си во Исуса? Ако си му невеста на Исус, ако си му покорен, еве го ќе дојдеме пак. Жените бидете им покорни на своите мажи. На Исус. Те сакам Исусе. Така си Исусе, внатрешно во срцето на сокриениот човек, во постојаност и тих дух, што е драгоценост пред Бога. Значи, нарекувајќи го Господар Исус. Тогаш сте нејзини чеда. Ако правите добро, не плашете се од ништо во Исуса Христа. Затоа се овие стихови. А луѓето ги читаат жените, мажите се расправаат дали жена може да биде проповедник или не. Нема повеќе ни машко, ни женско. Сите сме едно во Исус, кога сме во Исус. Но ние не сме во Исус. Мислиме дека сме во Исус, а си тераме по своите желби, по својот ум, по тоа што ние го сакаме. Кој откако се вознесе на небото, Исус, а така треба и ние, е одесно на Бога во сила. И кому му се покоруваат ангелите, властите и силите. Ангелите му се покоруваат, властите и силите, а ти не си му покорен. Ти сакаш тоа што ти мислиш, ти си замислил, ти си научил од Словото. Тебе ти зборува Духот, ти знаеш. Почетна категорија. Понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. На грешка е кога ти го знаеш Словото, ти си спасен, ти си возгордеан, ти си над другите.
Ти сакаш да владееш, ти си вавилонец, ти си сатана, сакаш да си искачиш на високо, ти си Адам кој знае, ти си Каин кој го убива Авела, ти си фарисеј, садукеј, писмознанец, библиска школа, со телесен ум, кој го распнувате и денеска, Исуса Христа кој дојде да им служи на сите. Почетна категорија, слуга, припадноста твоја, се откажуваш, ти си невестата и си му покорна на Господарот твој, на Исус, на Таткото Небесен. Тоа е суштината. А вие раскажувајте приказки, ходите во деноминации, делете го Исус, распнувајте го Исуса, но ќе дојде ден кога ќе бидете во темнина, духовите што се во темнина, да ви се проповеда повтор, значи далеко од лицето твое. Значи се додека во вечен оган не кажете како беше тој стих. Благослове оној кој доаѓа во името Господово. Те сакам, Господи Исусе Христе. Само еден секунд. Еве го. Матеј 25. Те сакам, Исусе, па така бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Што значи да си буден? 60, 24, 42. Па тоа значи во Исуса да живееш. Тогаш ќе бидеш буден. Зашто ви велам, еве, ви се остава пуст вашиот дом. Матеј 23, 38. Вашиот дом во темнина. Зашто ви велам, нема да ме видите. Од сега додека не кажете, благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, Исусе. Те сакам, Христосе. Бидејќи и Христос, откако слезе, им проповеда на духовите кои беа во темнина. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тоа покажува дека се додека не кажеме благословен е оној, ние ќе бидеме во тоа оттргнатост од Бог, ако да го наречеш проклетство кое е минливо, кое е вечно, се додека не кажеме благословен оној кој доаѓа. Не кажеме дојди Исусе по моето срце. Прости ми, погрешив пред Тебе и пред небото. Амин. Сетне и упреку, отворете го вашето срце. Дозволете му Исус да ве обликува и да ве учи. Не човечки, деноминацијски учители, кои во тело го распнуваат и го делат Исуса. Те сакам, Господи Исусе Христе. Не заборавајте, црквата е Исусова. Ние треба да сме му покорни. Ние сме невестата, собственоста, припадноста. Ние не си припаѓаме сами на себе веќе. А луѓето не се откажуваат. Не прават разлика. Ете тоа е раскрсницата меѓу телесниот, надворешниот и сокриениот, духовниот Исусов на Таткото Небесен, Син Божји. Амин. Те сакам, Исусе. Амин. До Божјиот Царство Небесно. За секогаш. Исус. Исусе, спасителе, повдовикуваме името Твое. Исусе, спасителе, повдовикуваме името Твое. Во него беше животот, светлина за луѓето, светлината за темнина свети. И светот стана преку него, но светот не го позна, но светот не го позна. Кој ќе го повика името Исусово?